Околу 85% од програмата за општина Валандово за периодот од 2013 до 2017 година се остварени, соопшти денес на пресконференција градоначалникот на Валандово Николче Чурлиновски. Во својот отчет за оствареното во 2016 година, тој ги издвои проектите за организирано собирање на смет, отворање на дневен центар за деца со посебни потреби, отворање на зона за откупно-дистрибутивни центри во која веќе се продадени 7 парцели. За 2016 година се изработија многу проекти кои што им ги ветивме на граѓаните, а имаме одреден број на проекти кои што и не беа ветени во програмата, али поради тоа што потреба беше на граѓаните, а со средства од буџетот и од владата на Република Македонија успеавме да им ги оствариме и да им го подобриме живеењето урбано, особено во нивните места. Пред се, од доменот на комуналната сфера, организирано собирање на смет направиме во сите населени места во општина Валандово, особено во село Пирава, Јосифово и сега започнуваме во село Удово. Чурлиновски за оваа година најави и доуредување на булеварот кој минува низ Валандово, отворање на уште една градинка која ќе ги згрижи децата од 4 населени места, а до летото се очекува да стартува со работа и фабриката кај рудникот во Казандол. Особено ќе се посветиме околу подобрувањето на вработувањето на граѓаните. Тоа ќе биде 6 ноември, бившата тутунара која што ја знаат валандовчани. Тоа е објект кој што е 100% капитал на државата. Меѓутоа изборите и перипетиите кои се околу него оневозможуваат да тој плац локалната самоуправа и владата на Република Македонија на веќе заинтересираните правни субјекти и физички лица и го понудиме како објект и сметам дека на тој начин и таму ќе можеме да инкорпорираме стотина луѓе, бидејќи се работи за објект од 12.000 квадратни метри површина. Општината оваа година продолжува и со проектите преку ИПА фондовите, поточно со проектот за изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплави, кој се реализира во соработка со соседна Бугарија.